Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за државната кардиохирургија, новите моменти на најновата клиника во склопот на клиничкиот центар Мајка Тереза. Неодамна клиниката за државна кардиохирургија одбележа 2 години успешно функционирање и постоење. Токму на оваа тема, мој соговорник е еден од основоположниците на оваа нова клиника, професор доктор Сашко Јовев. Професоре, добро утро и добро дојдовте повторно во Здравје. Добро утро и ви благодарам за поканата. Како што најавив, неодамна одбележавте 2 години успешно функционирање. А колку кардиохируршки интервенции, односно вкупно операции се направени на државната кардиохирургија, имајќи во предвид дека до пред година дена, помалку од година дена, работевте во состав на хируршките клиники, а помалку од година дена сте во собствени простори на еден од спратовите на клиниката за кардиологија. Со кој резултат го одбележавте 2 годишниот јубилеј од постоењето? Па вака 2 годишниот јубилеј од постоењето го одбележавме со 250 операции, од кои што повеќе од 220 беа кардиохируршки, а 30 беа васкуларни, затоа што веќе почнавме и со васкуларни интервенции. Така, предпоставувам дека станува збор за итни случаи, за итни интервенции, или некои од нив имале неопходна потреба од кардиохируршки интервенции? Да, во принцип, поголем дел од операциите се елективни, помал број се итни, нели? Така да ние практично ги решаваме и елективните, и хроничните, и итните случаи, нели? Практично целиот диапазон во срцевата хирургија. Она што е за одбележување и што не прави многу среќни е дека ако во текот на првата година од нашето постоење изработивме нешто повеќе од 30 на случаи, сега веќе месечно имаме толку. Особено со преселбата во нашите нови простори, каде што условите ни се перфектни, се зголеми бројот на пациентите и можам да кажам дека 2/3 од бројот на изоперираните пациенти кај нас практично се оперирани од тој момент, а тоа беше во јули минатата година. Така, како што најавивме помалку од година дена, на која возраст се обично оперираните пациенти? Дали има некој тренд, бидејќи во светот исто така постои тренд на снижување на возрастната граница на лицата со проблеми со срцето, дали и Македонија е во таа група? Македонија е апсолутно во таа група, во тој тренд. Иако генерално елективните кардиохируршки случаи, оние случаи кои што не се итни, а кои што мора да се оперираат, се практично кај популација со возраст помеѓу 50 и 70 години, сега се повеќе, значи се практично таа возрастна група, нели, практично бројот на заболените е се повеќе кон помладата возрастна популација, иако де факто ги има од сите возрасти. Така, не мора да значи ако е просек 70 или 60 години, секако предпоставувам дека имате и на 40 години пациенти или имаме многу повозрастни. Токму така, иако пикот е некаде околу 60 години, возрастна група околу 60 години, имаме и многу помлади пациенти. Дали само македонски пациенти побарале здравствена услуга, односно интервенција на државната кардиохирургија, или веќе станува интернационална, би рекол, со пациенти од надвор да доаѓаат да слушнале дека работи добар тим со добра опрема и во добри услови? Да, веќе имаме пациенти од странство,
покрај нашите македонски пациенти се уште бројот не е голем, нели, тоа се неколку пациенти, меѓутоа дојдоа, се заинтересираа за нашата клиника и што е можно интересно, имавме 20 пациенти од Косово конкретно кои што не најдоа преку слушајки за нас, нели, преку медиумите, преку интернет и така натаму, и тие знаеа мощне голем број на детали околу нашата работа и дојдоа со на некој начин една голема доверба спрема нас. Така, предпоставувам дека успешно биле завршени интервенциите. Беа успешно завршени, веќе дојдоа на контроли и се сосем задоволни. Така, кога добриот глас надалеку се слуша, меѓутоа за да се слушне тој глас треба да има добар тим. Вие сте лидер во тимот. На почетокот имаше најава, односно работевте заедно со колеги од други странски болници каде кардиохирургијата од поодамна е развиена и разработена. Сега полека се осамостојувате, сами ги работите интервенциите со вашиот тим од колеги, лекари и останат помошен медицински персонал? Така, убаво прашање. При основање на секоја клиника, нели, нова клиника, особено ако се работи патологија која што е така комплексна и тешка, се разбира дека треба да има поддршка. Правилно е да се има поддршка и ние таа поддршка ја имавме. Можам да се пофалам дека во моментов македонскиот тим работи комплетно самостојно, но од друга страна, да ништо не се остави на случајноста, ние имаме помош од две практично институции. Првата институција е блиска институција, тоа е институцијата за Институтот за кардиоваскуларни болести од Едиње Белград, од каде што имаме една група на еден тим, нели, кој што е постојано со нас се уште и кој што е на некој начин бекап на македонскиот тим и на некој начин ја следи нашата работа и најверојатно набрзо тие, нели, неќе има потреба од нив, меѓутоа е сосем правилно тоа што досега го правевме, иако македонскиот тим во моментов комплетно самостално работи од една страна, а од друга страна, како што и во една од минатите емисии споменавме, ние се поврзавме со универзитетската клиника Тримли во Цирих, Република Швајцарија. Тесно се поврзавме, подпишавме договор со нив за имплементација на нивните стандарди и протоколи кои што секојдневно ги имплементираме и токму за таа цел некој од нив доаѓа по 3 дена во текот на месецот за контрола на имплементација на токму тие стандарди и за извршување на некој нов вид на операција или покомплексна операција. Така да имаме прекрасен бекап од две прекрасни клиники, од една страна, за да ништо не биде оставено на случајност, а од друга страна нашиот тим веќе комплетно самостално работи. Така, тоа значи дека клиниката со која вие раководите, би рекол, на која сте лидер во кардиохируршкиот дел, ги следи сите светски трендови, односно сите нови методи на лекување во оваа област, која е една од најспецифичните гранки во медицината. Така е, сите трендови се следат, целиот диапазон и на многу комплексни операции се извршува на нашата клиника и тоа успешно можем да кажам. Така да сме мощно задоволни. Од друга страна, со воведувањето на васкуларната хирургија, практично беше идејата да се покрие една тешка патологија, која што честопати може да се препокрие и со кардиохируршката, тоа е торако-абдоминалната аорта, значи најголемиот крвен сад и патологијата на истиот во двете големи празнини, во торакалната и во абдоминалната празнина, патологија која што е изморедно тешка и комплексна и за која што до неодамна и во светот постоеше голем морталитет, но тој е екстремно намален во последно време, а ние на самиот почеток со оглед на тоа што следиме стандарди европски и со оглед на тоа што го имаме тој бекап, почнавме со одличен успех и кај овие интервенции. Така, ќе одиме со кратка пауза за реклами и ќе се навратиме повторно околу васкуларните интервенции кои се новина во функционирањето на државната кардиохирургија. Одиме со реклами, па ќе се вратиме повторно со радио. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте.
Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник е професор доктор Сашко Јовев, еден од основоположниците на клиниката за државна кардиохирургија во состав на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Со професор Јовев на почетокот зборувавме за колку интервенции се направени за 2-годишниот јубилеј кој неодамна го одбележа ова најнова клиника во клиничкиот центар. Пред рекламите застанавме, професоре, кај васкуларните интервенции, кои се релативно нова области во имплементација, односно релативно од неодавна почнавте да ги применувате и во државната кардиохирургија. Со каков успех се овие васкуларни интервенции? Споменавте 30 на пациенти. И како доаѓа да завршат пациентите всушност да имат потреба од васкуларна интервенција кај вас на клиниката за државна кардиохирургија? Така, ова е исто многу честа патологија и тешка патологија и ние практично започнавме со васкуларната хирургија со цел да покриеме една комплексна област од васкуларната хирургија за која што најчесто и треба поддршка од кардиохирургија, а тоа е, како што пред малку споменав, торако-абдоминалната аорта. Тоа е најголемиот крвен сад кој што излегува од срцето, нели, и оди надолу кон стомакот, а потоа се дели на сите гранки, нели, кои што ќе ги обскрбат со крв останатите органи, меѓутоа оној дел на тој најголем крвен сад кој што се наоѓа во градниот кош под срцето и во стомакот е мошно е комплексен за хируршко решавање. Тоа се обично исклучително тешки пациенти, исклучително тешка патологија, која што некако е и се почеста, со оглед на тоа што за оваа тешка и комплексна патологија, за таа торако-абдоминална аорта, честопати треба бекап, поддршка и од кардиохирургија, за да се покрие таквата тешка област која што не беше доволно покриена во нашата земја. Се одлучивме да започнеме со васкуларни интервенции, примарно со цел да се покрие оваа субобласт од васкуларната хирургија, а се разбира со оглед на зачестеноста на патологијата да се покријат и останатите пациенти кои што имаат потреба од васкуларна интервенција во смисол на периферни васкуларни интервенции, во смисол на интервенција на главната вратна артерија која што носи крв во мозокот, нели. Такви интервенции веќе направивме 30 и сите поминаа сосем успешно, многу сме задоволни, така да практично тоа е новина. Постои уште една новина за која што сме така можне среќни и горди, која што се започна на клиниката за кардиологија, на одделот за интервентна кардиологија, меѓутоа е патологија за која што треба поддршка и од хирургија и од кардиохирургија, а тоа е токму во оваа област на торако-абдоминалната аорта решавање за некој случај, нели, со имплантирање на стент. Со оглед на тоа што се работи за најголем крвен сад и можни компликации, тоа е патологија која што се работи хибридно, која што треба да изведе заеднички тим од интервентни кардиолози, хирурзи и радиолози, така да и неколку такви интервенции се направија на клиниката за кардиологија, за кој што ние бевме на некој начин бекап и заедно ги изработивме. Значи тоа е уште еден момент, нели, кој што беше поддржан од нашата васкуларна, скоро отворена хирургија. Така, јас верувам и сум убеден доколку пациентите дојдат кај вас имаат неопходна потреба, дека вие навистина успешно ќе го решите проблемот на срцето на одреден пациент. Меѓутоа, како да се превенираме во вакво време со брзо темпо на живот, каде кардиоваскуларните заболувања се и најчеста причина за смртност, како да го заштитиме срцето, односно граѓаните да имаат поздраво срце? И еден краток конкретен совет од вас за крај на емисијата. Да, веројатно се веќе потребни се почести контроли и кај помладите луѓе. Контрола на
притисокот, контрола на шекерот и контрола на мастите. Под 1, под 2, обавезно контрола на луѓе кои што се предиспонирани, кои што во фамилијата имале такви кардиоваскуларни заболувања, а тие се де факто најчести во денешницата. И трето, покрај контролите, внимавање на телесната тежина и секојдневно движење и спорт. Така, ви благодарам, професоре, се надевам дека нашите слушатели ќе ги практикуваат овие драгоцени совети за да имаат поздраво срце и да не завршат кај вас на државната кардиохирургија. Ви благодарам и вам. Ви посакувам уште многу успешни години, не само 2, да бидат многу повеќе и да имате многу повеќе пациенти како од Македонија, така и од надвор. Со нови информации, со нови детали околу функционирањето на државната кардиохирургија, со задоволство би сакал да ни додете повторно во здравје. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас уште еднаш. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме петок, 15 април 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути, а во понеделник во Здравје зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и имајте пријатен и убав викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.